Човек ќе почне да практикува вера. Да клања, да пости, да чита Куран и вика шејтан одма свикува седмица. Види, шејтан свикува седмица одма заседание. Што правиме со човеков? Како да го одвратиме? Зашто ти колку пати си видел човек тргнал џамија, нема го. Човек почнал да прави нешто, пак се врати полошо. Зашто шејтанот одма состанок, собир, што правиме? Како да го одвратиме? И вика седнуваат на седница, шејтан главен го заседава состанокот. Ајде кажете како сега да го спречиме овој човек. Едно вели ќе му влезам во намаз, другиот вели вака, не рече не. Главниот шејтан ќе слушате му. Кажете ми вие само тој човек како живее. Како живее? Од што живее? Кој го рани него? Ако живее со харам, со далавери, со малверации, со шејталноси, нека се мачи, нека клања, нека пости, ништо нема Аллах да му прими. Па ако ќе види дека човекот е со далавери, нека се мачи, валлахи му кажувам, нека се не мачи, али на судни ден пред Аллах нема да има ништо. Зошто? Бидејќи харамот Аллах не дозволува човек со харам да осети среќа и на дуња и на ахирет. Затоа живеј со халал. Како ли пејгамбер селем, раџулун ашъаса акбер, човек трнал во пустина, распрашинет, разбушавен со коса, крева раце во небо, ја Аллах, енна юстеџабу леху. Како да му се прими дова? Облекат на него со харам, хранет со харам, облечен со харам, енна юстеџабу леху. Како ќе му се прими намаз? Или ибадет, или дова, или нешто? Нема. Затоа, ја ива русул, кулу мина тајибат. О пејгамбери, живејте со халал. Ваъмелу салихан и правите добро дела. Види, живејте со халал, хранете се со халал и правете добри дела. Велат муфесири, погледни Аллах колку е мудар. Значи, ако не живееш со халал, џабе правиш дела. Џабе ти е намазот, џабе ти ибадетот, нема да постигнеш награда. Ти мора да кланеш, што ти е борш од Аллах, ама награда нема да примиш ке Аллах.